Знаете на кого треба да му биде срам? На тој што не ми одговори на нито едно од поставените пратенички прашања. Јас свакако поставив прашањето. На тебе ти кажувам. Дали премиерот, со оглед на својата општествена функција, ќе повика на истрага да тие кои што прекршиле човекови права по основ на пресудата во Страсбур? Тоа го поставив како прашање. Затоа што ако постои судија кој што знаел дека ќе ги прекрши човековите права, треба да има соодветна истрага. Дали премиерот со неговата општествена функција ќе иницира да има истрага? Јас тоа го прашав. И се случи ова што се случи. Зошто? Сега ќе ви кажам зошто. Со радост можам да констатирам дека шарениот Маричиќ доби уште еден шамар и уште една лага која што му пропадна во вода. Од почетокот дека беше невладин, па дека ќе правеше реформи во правосудството, по едно па друго до трето, еве уште една лага. Знаете ли зошто вие нема да повикате на истрага? Сега ќе ви кажам. Ради Добрила Кацарска, председател на Уставен суд, ради Весна Дамева, председател на Судски совет, од штаб на СДСМ директно именувана таму. Ради Љубомир Јовевски, кој што сега вашите пратеници тука од вашата партија СДСМ се борат да го постават уставен судија. Сега вие тука нас ке ни кажувате за право и правда и за европски вредности, кога тие европски вредности вие лично ги креирате со оние од Грчец. За оној Маричиќ праведниот за кој Сашо Мијалков и оние кои што гласаа за уставот се невини. Тие се невини, а овие од друга страна треба да одговараат. Зашто сте лицемерни? Па имаше пред 2 или 3 недели тука закон кој што го поднесоа двајца адвокати, Јанаки Митровски и Драган Пешевски. Вие бевте прв кој што гласавте против тука. Прв, да, црвено копче стисна координаторот на советничката група на СДСМ. Вие ќе кажувате за терористи или за луѓе кои што биле заведени кога вие во вашето министерување се почнале процедурата за враќање на терористите од диво населје во Косово. Тие терористи мора да ги враќаме во Косово, а македонските патриоти ќе гнијат по затворите. Господине Маричиќ, ќе ви споменам 2 имиња. Првото е Панта Марина, а второто е Коле Чашуле. Тие се судиите кои што го осудија Методија Андонов Ченто, првиот председател на Република Македонија. 45 години тие лица ги уживаа плодовите на системот, беа почитувани, беа уважувани од системот. Но историјата е таа која што пресуди кој бил во право, а кој бил на погрешната страна на историјата. Постојат судови, господине Маричиќ, и постои суд на историјата. Овие судови кои што се ваши послушници, кои што вие на телефон им кажувате како да пресудуваат, еден ден ќе се соочат со судот на историјата. А пред тој суд на историјата, тие кои што се наоѓаат под замданите се чисни, се честни и тие луѓе го одлежаа своето. А оние кои што се ваши коалициони партнери, а кои што беа организатори, тек допрва ќе го одлежат нивното за ваквото сторено дело. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.